Добро вечер, визави на програмата на ТВ каналот ВИС. Гостин во вечерашната емисија е господинот Зоран Заев, лидер на СДСМ, актуелен градоначалник на општина Струмица. Ке зборуваме на политички теми. Господине Заев, добро дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер, поздрав до гледачите, до целиот овој регион, каде што телевизија ВИС испраќа сигнал. Да искористам приликата да честитам 25 години. Јас сум еден од оваа страна на вас новинарите, еден од честите гости во овие сите 25 години, 10 години секој последен четврток, но и сите други гостувања. Продолжите да зрачете со вашиот квалитет, сигурно го збогатувате амбиентот на севкупното живење на нашите граѓани од целиот овој југоисточен плански регион. Ви благодариме, господине Заев. Ова веќе долг период е интересно време за политички разговори пред камерите, но изгледа е ѓаволски тешко да се договорат политичарите зад затворени врати на каде ќе оди државата. Каква е вашата перцепција? Јас сум еден од тие што покажа трпение до небото, посветеност кон целиот овој процес и навистина една релевантност во насоките по кој што мора да се движиме ако сака Македонија да се движи во вистински правец. За жал, државата не е окупирана од суетата на мојот политички противник директно, тоа е Никола Груевски, трудејќи се да се спаси од одговорноста и ја држи во заложништво Република Македонија. И од тие причини сум екстремно среќен, конечно ќе има избори во Македонија. Уште 45 дена останаа до изборите. Изборите на вистина се почетокот на новиот ден, на новото утро, кое што ќе се роди над Македонија, со цела позитивна надеж која што најавува новото време. Прво, промените се здрава работа. Треба да се случуваат. Второ, ова криза исправи многу важни прашања пред Македонија, пред нас политичарите, но и пред граѓаните. Денеска зборуваме за единство, за сплотеност во државата, етничка сплотеност и политичка дури сплотеност. Зборуваме за граѓани кои што ќе се ја чуваат Македонија од СДСМ кога ќе биде власт, разбудени граѓани кои што протестираа по целата оваа наша земја. Испративме порака до било кој што ќе партиципира во наредната власт, да не му падне на памет да прави вакви глупости како што оваа власт во земјување ги правела. Сите овие придобивки кои што ова катар за криза ги извлече на површина, сигурно ќе се најдат на Македонија во реформите кои што следуваат. А следуваат сериозни, болни и суштествени реформи од секој аспект. Тоа се реформите по ПРИБ, но и ова што се нарекува итни реформски приоритети за Македонија. Начнавте многу прашања, но ќе ги оставиме за подоцна во емисијата. Јас немав намера да ја почнем емисијата со овие прашања, но се наметна потребата од една друга емисија која што синоќа се емитуваше на телевизија Телма. Станува збор за гостувањето на поранешниот разузнавач Слободан Богоевски. Неговото интервју со Чомовски предизвика низа лавина реакции не само на социјалните мрежи и во медиумите, туку ја разбранува и ВМРО ДПМНЕ. Денеска веќе се закануваат со тужби за клевета кон Богоевски, но вие сте спомнати во нивното соопштение дека тој ги извршува вашите валкани игри. Во каков однос сте вие со Богоевски? Се познавате? Имате некоја релација? На што се темелат овие обвинувања од ВМРО ДПМНЕ? Значи, јас немам никаква релација со господинот Богоевски, го следам само преку медиумите. Имав прилика еднаш да го запознам човекот и толку. Значи, немам никакви комуникации, никакви конекции. Знам дека е поддржувач на Демократски сојуз на Павле Трајанов, и тоа години назад. Го почитувам човекот пред се заради неговата храброст и одважност и она што само можам да го кажам. Впрочем, уште една потврда, тоа што бомбите или вистината за Македонија го потврди. Ако Зоран Заев сега е виновен и за Богоевски, дали сум јас виновен и Ставрески што ги нарекува сите лудаци со неговите зборови, со неговиот јазик директно разговарајќи, од вистината нема бегање. Таа порано и покасно излегува на површина, колку и да е болна. Со ваквите соопштенија ВМРО е веќе познат, се обидуваат некако да се излечат, но не може да го спречат тоа што следува во Македонија. Власта мора да заминува. Многу луѓе се неправедно осудени, неправедно угнетени во оваа наша земја. Мене ми е драго што зборуваат. Тие луѓе зборувајќи не само за својата мачнотија која што е трпеле на своји плеки од овој режим, испраќаат многу храбри пораки за многу граѓани да се борат со збор, да зборуваат, да презеват секаков вид на активности кои што на крајот на денот ќе направат Македонија подобра земја.
Не само на Богоевски, туку и на многумина кои што во последниот период се отвараат и зборуваат за она што го имаат тие како искуство од поранешното работење или пак директно со ВМРО ДПМН и челниците на таа партија, се всушност и замерување од многумина, од новинари, од луѓе од јавниот живот, дека зошто молчеле толку долго. Сега ли е вистинското време кога треба да се зборува? Каде билеве изминатиот период? Тоа е многу често прашање кон сите политичари, кон сите инволвирани во овој процес. Јас само ќе искористам приликата на вака поставено прашање уште еднаш да апелирам. Знаете како? Македонија е мала земја, која е вака воспоставен режим и се трудам да имам разбирање зошто многу луѓе кои што имале обврска да се одважат и да го кренат својот глас. Јавно да прозборат, не нешто повеќе. Тоа не го направиле. Се извинувам, тоа не го направиле, но најверојатно тоа се случувало поради страф. Немам друго објаснување зошто навистина тие луѓе целиот овој период не се одважиле. Секако можеби опозицијата требаше да го предводи процесот, како што го направив тоа јас, како шеф на опозицијата. Мене ми е драго што студентите и средношколците се одважија во моментите кога објавивме дека поседуваме одредени бомби, одредени доказни материјали. Со проектот Вистината за Македонија и политичките бомби почна да се одважуваат многу луѓето, но до ден денеска се уште луѓе молчат. Тие мора да зборат. Знаете како? Некои молчат заради тоа што ќе ги изгубеле субвенциите. Некои молчат заради тоа што ќе им била укината социјалната помош. Други молчат заради тоа што можеби професорската титула ќе им била загрозена, лекарската титула ќе била загрозена, или некои молчат заради тоа што ќе му дошле во фирмата да му прават инспекција или ќе го казнат. Нека ме извинат сите тие дами и господа, ова е нивна земја. Тие се и чеда на Македонија. Тие се нечии браќи, нечии сестри, тие се нечии родители и тие го имат гајлето за ова наша Македонија. Да, можеби јас најмногу сум шеф на опозицијата. Јас треба да го водам процесот на одважување или било која друга опозиција против мене кога ќе водам власт. Опозицијата мора да биде коректив, но граѓаните мора да зборуваат слободно. Граѓаните мора да се одважат. Не може да очекуваме работникот полесно да прозборува или земјоделецот од интелектуалецот, професорот, лекарот или било кој друг што важи за интелектуалец во ова наше општество. Но секако работите се многу променети од она што беше пред година и пол или пред 2 години. Од прилика луѓето зборуваат и тоа јавно зборување, охрабрување, личните примери кои што ги кажуваат, се борат за обесправените и зборуваат во нивно име е најголемата сигурност за добра надеж на Македонија. Некои велат, абе можеше шарена револуција ќе ве загрози, гледи го тоа граѓанско движење, граѓанските организации зајакна, зборат. Тие ќе ја чуваат Македонија од ЗАЕФ и од СДСМ. Тие се тие кои што денеска се така одважни, што нема да дозволат некој ни приближно во милиметар да се доближи до овие глупости и злосторства што биле правени си во овие 10 години. Тоа е здраво за Македонија. Тоа е еден нов квалитетив. Не мора некој да биде опозиционер за да зборува против власт. Може да биде индивидуалец, може да биде интелектуалец, може да биде обичен граѓанин, да зборува за тоа што го чувствува денеска во Македонија. Богоевски е последниот пример што го зборуваме. Многу адвокати зборуваат, многу универзитетски професори денеска зборуваат. Младите зборуваат. Тоа е драгоцено. За нив останува иднината. Така да јас сум многу среќен што денеска Македонија има кој да ја чува. Тоа е незиниот народ, без разлика на неговата етничка или верска или политичка определба. Граѓаните се одважија и Македонија има добра иднина. Во поглед на последните случувања мораме да ја спомнеме специјалната евнообвинителка Катица Јанева и незината истрага која што изминативе денови ја спроведува во Управата за безбедност и контраразузнавање. Ни за сопки доби Јанева во УБК изминативе денови, но веднаш јавноста го прозва Спасовски да ја обезбеди услови за работа. Вие во некои минати интервјуа рековте дека Спасовски има само мал број функционери кои што ги поставил како своји соработници, дека се уште на голем број раководни места се функционери од владеачката партија ВМРО ДПМН.
Значи ли тоа дека Спасовски не може да воспостави контрола во МВР и дали, ова е втора прашање кое што произлегува, дали на овој начин ВМРО ДПМН се обидува да ги саботира министрите кои што се поставени од СДСМ како и замениците, СЈО и всушност целиот процес, целиот пржински договор? Еве вака, јавна тајна е дека ВМРО ДПМН на секој можен начин се труди да го бойкотира специјалното јавно обвинителство, институција која што создадовме заедно. Ние социјалдемократите, ВМРО ДПМН, ДУИ и ДПА, во парламентот е гласа 118 пратеници со општ консензус буквално, и во таков сегмент, заради тоа што се отвараат дела по високи функционери на власта, тие тргнаа контра. Обструкциите се пред се во судството, во сите јавни институции, го гледаме на секој план. Се извинувам, настинка е во прашање. Оливер Спасовски успешно ја завршува својата функција. Точно е, 15 раководни места, имаше можност согласно договор да промени 11-12, дури не и сите. Мене ми е драго што со неговото доаѓање голем дел од полицијата само чекале да конечно бидат професионалци. Таму навистина има професионалци луѓе кои што се ја вршат својата работа. Јас сум среќен што се поставува професионално Оливер Спасовски. Моите социјалдемократи, голем дел опозиционери или луѓе кои што се контра власта, бара да тргне, да апси, да не знам што да прави заради тоа што прв е во хиерархијата. Не. Јавното обвинителство кога доаѓа со судска наредба, тие го владеат просторот. И тие се тие кои што го стават распоредот таму каде што добиле наредба за претрес, одзимање на предмети, истрага, водење или слично. Тој не е должен да биде асистент на специјалното јавно обвинителство. Тој е должен да ја спроведе само судската наредба. И тие имаа пристап. Без разлика како тоа звучи во јавноста, јас можам слободно да кажам, заради тоа што сум информиран директно од Оливер Спасовски, специјалното јавно обвинителство има пристап до се што му треба во Министерството за внатрешни работи, си зедоа сето тоа што им било потребно, освен што се чека експертот од Териксон да дојде и да направи експорт буквално на овие логови или не знам кои се тие работи кои што ги очекуваат они да ги земат како докази кои што им треба во постапката. Така да во моментот се случи дека директорот на УБК, директорот на БЈБ правеле обструкции. Јас знам дека во тој момент тие бе во канцеларијата на директорот на УБК, а опремата која што требаше да се анализира, да се зема, е во сосема друга зграда, например. Работите не се во суштина така како што некој пат знаат да бидат представени во јавноста. Драго ми е што се испратија пораки на професионалност. Оливер не е таму да асистира на Катица Јанева и на специјално јавно обвинителство. Таа е независна институција. Тој е должен да постапува согласно закон и согласно процедурите, правилниците кои што се дефинирани. Кога има судска наредба, тоа е императив. Се влегува внатре и тој е должен да ги обезбеди условите за нивно работење. Тоа се случи. Точно е, некој вика добро зошто не ја пушти ја специјалната јавна обвинителка на капијата, па велеше отвори. Мојата информација, јас не сакам никој пат да бидам пристрасен. Ова институција има мојата и поддршката на СЈО комплетно. Тоа е искрата надеж за враќање на правдата. Но ако правилникот во МВР вели, се влегува директно низ портирница, а не на главна капија, треба да се почитува тоа. Наредбата, веруваме, полицаецот не сакал да ја обструира на самиот суд, така да било дозволено после влезот на специјалната јавна обвинителка. Знам дека сето тоа што му треба на СЈО од МВР ќе биде обезбедено. Зошто? Заради тоа што има министер кој што професионално ја завршува својата обврска, а со тоа и мнозинството полицајци во Министерството за внатрешни работи и вработените таму професионално ќе ја завршат својата обврска. СЈО веќе има покренато неколку обвиненија во кои што под сомнение се дел од политичарите, односно од врвот на владеачката партија ВМРО ДПМН. Иако дел од дипломатските представници во земјава препорача да не се најдат на листите на парламентарните избори и да не бидат политички ангажирани овие лица, сепак Груевски и самиот најави дека ќе биде носител на листа. Како го толкувате овој потек негов, неоткажување од политичките ангажмани? Знаете, јас сум истиот Зоран Заев кој што очекуваше за 3 дена да си даде оставка и да замине. 2 години помина? Помина година и 9-10 месеци буквално. До 9 февруари, со почетокот на првата бомба, навршува 2 години.
веќе ми е се јасно. И ми е ирелевантно дали Груевски ќе биде на листа или нема да биде на листа. Тој не може да го избегне поразот. Македонија е разбудена. На изборите на 11 декември ќе се случи експлозија. Експлозија на гласови за да замине оваа власт. Да и за поддршката на нашите политики. И јас сум убеден во тоа. Не само анкетите, тоа што ни го покажуваат, туку генерално разбудениот народ ми дава и сила, како прв во опозицијата, да верувам во убавата и голема надеж за нашата Македонија. Без разлика дали тој ќе биде носител на некоја листа или не. Без разлика дали ќе биде мандатор за влада или не. Од страна на најголемата владеачка партија, неговото време завршува. Како го толкувате вие овој потек, како отвореност противставување на Европската заедница Ева од Груевски или пак увереноста која што му ја даваат бидејќи тие постојано излегуваат со анкети со кои што велат дека се уште СДСМ не може да ги доближи рейтинзите до ВМРО ДПМНЕ? Груевски не само што пркоси на меѓународната заедница целиот овој период и тоа не е толку важно, тој пркоси на универзалните вредности воопшто. Значи, директно им се спротивставува, обидувајќи се да го представи тоа преку медиумите кои што се под негова контрола, дека е нешто принципиелно од негова страна. Европската Унија и САД се големи пријатели на Македонија. Тие стојат принципиелно во целиот овој процес. Се борат за правичност на институциите, за демократизација на институциите, за слобода на говорот, за нормализирање на медиумската состојба или слично. Сето она што денеска е еден дел од договорот од Пржино, вградени принципи, но и принципи номинирани во сите извештаи и на Европската Унија и на извештаите од Стејт департментот. Тој дефинитивно се спротивстава на сите тие укажувања со ова негово излегување на листи. Анкетите покажуваат дека опозицијата води. И тука нема дилема. Но најважните анкети се граѓаните. Тие се тие анкети кои што на 11 декември вечерта ќе ги видиме со конечниот резултат. И она што го знам, таа вечер сите граѓани ќе добијат. Прво ќе кажат, спокој, слобода, конечно режим нема во Македонија. Самото тоа е силен ветар во грб. За сето она што Македонија треба да го стори од позитивен аспект, за да се вратиме во нормала како земја, да ги направиме реформите и конечно да покажеме дека има живот во Македонија. Така да неговите лажни анкети од Димитрија Чуповски и Павел Шатев се веќе видена работа. Го гледам дури не се трудат нешто посебно да ги пообјаснуваат заради тоа што знаат дека никој не верува во тие анкети. Целиот овој процес оди многу тешко, се влече на мускули, чекор напред, неколку назад. Верувате ли дека во вакви услови има атмосфера за фер, за демократски избори, бидејќи рековте дека ги очекувате и им се надевате. Сметате ли дека може да се спроведат услови по европски стандарди? Вака и сами вие констатирате заради тоа што е апсолутно општествено присутно прашањето на вака окупирани институции, партизирани комплетно, каде што нема разделување на партијата од државата, буквално имаме партизирано општество. Тоа и во извештајот на Прибе многу пати нас. Во извештајот на Прибе, во сите извештаи, Freedom House, Стејт департмент, Европска Унија, сите извештаи што стигат кон Македонија е номинирано и тоа не го зборува само опозицијата, тоа сите меѓународни институции го зборат. И согласно тоа, фер и демократски избори до крај не очекуваме. Регуларноста на изборите мора да биде спроведена. Ние ќе се потрудиме, заради тоа се боревме за техничката влада. Да бидат тие колку што може поблиску и до фер и демократски, но пред се регуларноста е обезбедена. Никој не може да се дрзне во Македонија да ја наруши регуларноста на изборите. Преку вака партизираните институции ќе се обидат, веќе тргнаа пак тројките, 20-ките, давајќи ја на јавната администрација задачата, но мене ми е многу мило што ги одбиваат веќе луѓето. Заради тоа што денеска да се подржи режим, значи да се биде соучесник со него. Граѓаните имаат дома деца, не му се должни тие на Груевски заради тоа што честно ја работат својата работа, таму кај што се вработени. Не е тоа од мајка му на Груевски или од мајка му на Заев. Луѓето добиле шанса да работат и честно се ја сработуваат својата работа. По закон ги следува субвенции, по закон ги следува социјална помош, по закон ги следуваат сите права кои што овој наш устав и законите им ги гарантираат. Така да не му должат ништо ни на Груевски ни на Заев. Тие должат само на Македонија. И мора да се одважат и да го кажат својот дел. Веќе им е јасно на сите дека никој не може да знае кој како гласа.
и граѓаните ќе бидат доволно охрабрени да излезат масовно. Обезбедувајќи ги сите овие услови, а ќе бидат обезбедени, јас ве уверувам, редици ќе има на изборите. Редици ќе се редат пред гласачките места, кои што ќе испратат уште во текот на денот пораката за заменување на Груевски. Ќе се случи таа експлозија за која што зборувам. Заради тоа што целото ова трпение, се во овие 2 години, или еве 2,5 години од непризнавањето на изборните резултати, имавме ние многу други алтернативи како да ја водиме политиката како опозиција. Но се одлучивме по пат на трпение, по пат на многу сериозно посветеност и внимание во целиот овој процес, да покажеме дека може да падне режим без при тоа да има несакани последици по граѓаните. Многу режими паднаа во светот со последици кои што се развлекуваат до ден денеска. Ако татко изгубил дете, брат изгубил брат, во светата тлее во душата на луѓето. Ние сме мала земја, роднини фаќаме меѓу нас. Тоа ни е плюс причина да покажеме дека мораме по пат на трпение, посветеност и внимание да го паднеме овој режим. Режимот ќе падне на избори. Но имаше и многу критики дека опозицијата е млака, дека не делува доволно брзо, дека нема доволно иницијатива. Држеа ли и сите тие критики кои што беа упатувани на ваша адреса? Дека премногу трае кризата, што е и факт, еве, од самото објавувањето на бомбите помина речиси 2 години. Не како новинар, како граѓанин сигурно ми е мачно. И мене како граѓанин, не како политичар ми е мачно. Многу ми е мачно. Јас ги разбирам сите тие луѓе што критикувале. Дека им е мачно, сака да заврши ова. Апла е јасно било каде во светот тоа да се случише. Ќе го заборавеа веќе. Само во Македонија можно. Зошто човекот не сака да оди на суд и да понесе одговорност доколку е виновен, доколку не е да докаже својата невиност. И готово, нема бегање од таа работа. Во вакви околности, јас ги разбирам луѓето кои што критикуваа. Но истовремено моја одговорност како лидер на опозицијата, кој што го движеше целото ова, да не дозволи последици од кои што после нема враќање. И заради тоа секој пат замолував за разбирање. Оти има работи ако ги направиме, после тешко се враќаме назад. Токму од тие причини јас денеска сум многу горд што ние дојдовме по пат на мирен начин, преку избори, да симнеме режим. Симнуваме режим во Македонија по пат на избори. Сите што се приклучија и што секојдневно се приклучуваат, се дел од оваа модерна историја во Македонија. Треба да бидат горди, утре ќе зборат на своите деца и внуци, дека биле и на таа страна, кога некој е окупирал нивната земја, со сите можни аспекти е ограбил, буквално. Така да овој процес е многу здрав за Македонија. И јас верувам дека ќе се најде многу на Македонија во целиот овој период пред кој што е исправена нашата земја, а тоа е брзо да ја вратиме во нормала, брзо да го економски зајакнеме нашиот народ со враќање парите назад кон граѓаните, брзо да ги вратиме во нормала институциите на Македонија и слично. Од една страна постојано зборуваме дека нема разделување на партијата од државата, од друга страна велите брзо да се направи цела реорганизација на Македонија како држава. Што треба да очекуваат граѓаните? Што е за вас? Сериозни, тешки реформи, но секако исконско кои сигурно со години ќе траат. Некој нема да траат со години. Ево вака. Македонија многу долго време ја воделе политичари кои што 5 банки немат во животот заработено, кои што живеат со национализми, со измислени приказни и со не знам ли какви ли не сценарија. На Македонија и требат политичари кои што ќе добијат легитимитет од граѓаните да носат одлуки, колку и да се тешки. Политичарите ги бира секоја држава да ја донесат одлуката и за граѓаните, колку и да е тешка и болна. Реформите во Македонија мора да се спроведат. Некој велат, абе Заев, абе зборуваш се плашиш, не се плаши судиите дека ќе ги изгубите како гласачи. Ако судиите не веруваат дека треба реформи во судството, џабе ние се. Па да ги изгубам сите 100% ако треба. Сите знаат, и малите деца дека треба реформи во судството да направиме. И јас одам чекор понатаму. Ќе го распуштиме судството и по пат на реизбор, со право и на надворешни кандидати и на секој судија да се кандидира со целосна анализа комплетно, под неколку критериуми, со помош на меѓународната заедница, Европската унија и САД, ќе направиме независно судство. Никогаш повеќе Балканите раце на политичарите и било кои ако повторно ги се бира во собранието? Судството мора да биде
финансиски прво независно, да не зависи од дозата на лажичката на политичарите, заради плати на судиите и вработените во судската администрација, и изборот од страна на политичарите. Не. Постојат одлични механизми, јас ќе го кажам примерот на Албанија. Албанија прави толку сериозни реформи во судството и направија реизбор. Првиот критериум е секој судија кој што се кандидира има изградени критериуми. Се направи мониторинг тело составено од домашни експерти во Албанија и од меѓународни експерти заедно. Првиот критериум е потеклото на имотот на секој судија. Кога го објавија тоа, 200 судии си даде оставки во Албанија. Вториот критериум е ревизија на предметите. Подлежат на ревизија сите предмети, посебно сензитивните предмети. Третиот критериум е колку пати им биле враќани пресудите. И така натаму. И тоа не е нешто што ние го измислуваме, тоа е меѓународна пракса, убаво што една соседна земја веќе го применува. Украина исто така прави сериозни реформи во судството, по исто така изградени критериуми, многу слични на тоа што се случува во Албанија. Наше да го избереме моделот по кој што ќе направиме реформите во судството. Боленки е процесот. Ама нема што да се плаши честен судија од ваквиот процес. Ако судија судел правично, согласно негово убедување, по устав и по закон, тој судија нема што да се плаши, тој станува судија. Но сите тие судии кои што суделе по волјата на врхушката на извршната власт, сите тие судии треба да знаат дека ваквиот процес на реизбор не може да го поминат. И судијата мора да носи одговорност. Не може да биде вечно даден и да не одговара за своите одлуки. Секој одговара за своите одлуки во државата. Еве власта ќе падне извршната. Ќе видите како се реформира и парламентарната власт, и судската власт, па дури и локалната власт во Македонија. Реформите мора да следуваат. Ако не создадеме парламент, каде што извршната власт ќе трепери од парламентот, џаве ни е се. Парламентот е денеска извршно тело на извршната власт. Парламентот е коректив на извршната власт по устав и по закон. Не може да биде извршно тело. Го гледам, дефинират заклучоци за поплавите и првиот заклучок вели: и препорачуваме на владата доколку мисли и смета за сходно дека е возможно да се спроведе тоа и тоа. Не, парламентот вика и наредуваме на владата за 5 дена тоа да го направи. И готово, законодавен дом е. Тој дом ја бира оваа власт. Не го направи. Го сменува човекот. И завршена е работата. Што ќе било ако пратеникот од новата власт во Македонија се спротистави на буџетот на новиот министар за финансии? Не е крај на светот. Ама ќе паднал буџет, нека падне. Уставот и законот го регулирале прашањето. Ќе се поправи таму тој министар и после тоа ќе дојде со нов буџет. Натре, мора да има отчетност во државата, мора да има транспарентност во државата, мора да има одговорност во државата. Се тоа мора да направиме. Ќе загинале политичарите кои што ќе носат ваквите одлуки. Па тоа не е крај на светот. Па нашите дедовци гинеа на бојно поле за Македонија. После реформи гинат политичарите. Свесен сум целосно за оваа работа. Но доаѓа ново време за Македонија. Тоа ново време кој е подготвен нека се втурне. Ова е порака за луѓето околу мене. Ако им е тешко да се понесат со таквата одговорност, може да си седат и по страна. Но Македонија е зрела за реформи, и тоа суштински реформи. Благодетот мора да го имат граѓаните и државата. Кога велите луѓето околу мене, дали тоа значи дека веќе се формирани листите за претстојните парламентарни избори, бидејќи на 6 ноември имате конгрес, на 11 треба да се поднесат листите? Ќе има ли изненадување од СДСМ? Ние работиме на листите, знаете дека влеговме во коалиција со граѓаните. Нашите листи ќе бидат нешто невидено досега во Македонија, проткаено во различности од секој аспект, секако застапено со многу партии политички, но со многу граѓани, со сите етнички заедници внатре. Некои работи така се создадени прв пат во Македонија, но тоа е едно општество. Иднината е во сплотеноста во Македонија. Наша предност е различноста по неколку аспекти што имаме во ова наша земја. Не само етничката различност. Различноста од неколку аспекти што постои во нашата земја е наша предност, не е наша слабост. И тоа ќе се случи. Храбро влеговме во овој процес заради тоа што веруваме. Веруваме до небото во ваквиот процес и тоа ќе го направиме. Само сплотени, така ме учише дедо ми. 10 тепрачки тешко се кршат и од колената, една по една лесно се кршат. Нашиот народ сака повисок стандард, сака пониски трошоци на живот, сака работни места, сака младите да му бидат овде, сака живот. Живот во Македонија.
Тоа е нешто за кое што ние се залагаме и тоа ќе се случи во оваа наша земја, така да листите во моментот се работат, ќе бидат донесени на 6 ноември на Конгрес на Социјалдемократскиот сојуз, кај нас тоа не ги пишува ЗАЕФ, кај нас граѓаните, сите органи и тела заедно тоа одлучуваат на најдемократски и транспарентен начин, за разлика од ВМРО ДПМН. Знаете, еден ден се појавија во медиумите кои биле листите. Ниту слушнавме ВМРО ДПМН за 5 јуни кога тргна на избори, да имат конгрес, да имат централен одбор, да имат извршен одбор. Не слушнавме ништо. Груевски седнал и напишал листи. Кај нас листите се прават заедно со граѓаните, заедно со сите етнички заедници, заедно сите политички партии. И имаше спекулации дека дел од активистите од Чарината револуција ќе се најдат на листите и имаше и многу критики во јавноста дека тие не треба да влегуваат во парламентот, дека секогаш треба да бидат оној отпор кон власта и кон партиите. Јас испратив порака до сите интелектуалци и до сите луѓе, независни поединци, кои што имаат намера да се вградат во парламентот, да поднесат кандидатура. Го објавивме тоа официјално. Само кандидирањето, немањето услов да биде некој член на некоја политичка партија од опозицијата за да биде на наша листа, ја испрати пораката и јас уште еднаш ја испраќам пораката секогаш, во секоја можност. Секој граѓанин кој што нема книшка од СДСМ може да се кандидира за пратеник. Тоа значи дека на нашите листи ќе има независни интелектуалци, може би дел и учесници во шарена револуција. Не знам дали значи шарена револуција интелектуалци што се одважија по медиумите широм Македонија изборуваа или беа само на улици. Тоа се за мене граѓани, независни интелектуалци и нив ќе ги има на листата. Но верувам дека тоа што се граѓански организации ќе го видат својот интерес во иднина да бидат вградени во сите тие check and balances, корективи институции каде што треба да ги водат независни интелектуалци кои што доаѓаат од граѓанските организации со целото нивно искуство. На кој мислам? Антикорупцијска комисија, Државен завод за ревизија, антимонополска, Народниот правобранител, антидискриминацијска и многу други институции. Ќе ги водат активисти од граѓански организации и независни интелектуалци. Ќе ја чуват Македонија од СДСМ. Тука е нивното место и тоа не е нешто измислица на ЗАЕФ. Секоја демократска земја, овие институции кои што имаат улога да ја контролираат власта, не ги дават на своите сопартици. Ги дават на луѓе критички настроени, граѓанските организации или независни интелектуалци, за да ги чуват тие што се на власт од злоупотреби. Ова ми треба и мене лично, како човек одлучен да влезе во овој процес на реформи. Голема партија е СДСМ. Можно да има и грешки во иднина. Ама друго е кога ќе знаат дека некој директно ќе се спротивстави. И директно ќе одговара кривично секој што се огрешил. Ние рековме на втората година јавното државно обвинителство, шефот на државното јавно обвинителство ќе биде на предлог на опозицијата од редот на експертите. Од нашиот политички противник ќе биде, за да не контролира нас. Јавното обвинителство најповеќе треба да ја контролира власт. Да, понатаму и другиот криминал во државата. Но овде се 3 милиарди и 300 милиони евра буџет. Огромни пари и народни пари. Тој мора прво да ја контролира власт. Вака се воспоставува транспарентна и одговорна власт. Така се наметнуваат принципите кои што гарантираат квалитетен живот на крајот на денот за граѓаните. Оти само така има пари кај граѓаните. Сето ова што го видовме последните 10 години, може и од самостојноста на Македонија, но овие последни 10 години, не смееме да дозволиме ни во мал микрон да продолжи во иднината која што заедно ја проектираме. Изминатите изборни циклуси, вие како лидер на опозицијата настапивте еднаш како носител на четвртата изборна единица, втор пат не се кандидиравте, воопшто не бевте носител. Како ќе настапите на овие парламентарни избори? Дали веќе имате зацртано? Ги немаме донесено одлуките, во моментот навистина се прават и анкети, да знаеме каде најмногу тежиме, каде најмногу ќе придонесеме во делот на победата и слично. Одлуките граѓаните виделе дека кај нас се носат без било какви предрасуди. Заев беше претседател, па не се стави на листа. Заев е бил и подпредседател, па бил на листа. Некаде, како носител на четврта изборна единица, немаме предрасуди. Се водиме од тоа што граѓаните го очекуваат од нас, како тие не гледаат натре, дали за нив е поголемо охрабрување ако Заев води листа,
или ако Заев биде мандатор за влада, а пратениците ќе останат пратеници. Ги вагаме сите овие аргументации по пат на теренски анкети, по пат на телефонски анкети. Граѓаните ќе ни укажат на крајот како е најдобро. Како ќе кажат граѓаните, така ќе постапиме. Одлуката претпоставам за тоа носители на листи ќе ја донесеме на 4 вечерта или на 5, непосредно пред Конгресот, како предлог одлука, кај нас Конгресот на крајот е носи одлуката. Името на поранишниот кандидат за председател Стево Пендаровски веќе се врти како можно име за носител во првата изборна единица. Дали ова може да се смета за вистина? Дали Стево Пендаровски останува во составот на СДСМ, односно како еден од луѓето кои што ќе партиципира во владата доколку СДСМ победи на изборите, но и ќе има ли место за поранешни пратеници од СДСМ на новите листи? Како стои Заев и сегашното раководство на партијата со бранковистите во таа партија? Ева вака, Стево Пендаровски е дел од нашиот тим, иако никогаш не одлучи да земе книшка од СДСМ и го почитуваме тоа. Но беше рамо до рамо со нас насекаде. Ние го поддржавме како кандидат 2014 година за председател на тие украдени избори што се случија и тој продолжи да се бори. И тоа не може шефот на опозицијата, тоа сум јас, да не го почитувам. Го почитувам, човекот се бори. Секако во зависност од неговите аспирации бил председателски кандидат. Дали се гледа на листи, дали се гледа, не знам, во надворешната политика, во внатрешните работи, не знам, во други сегменти, вратите се отворени. Тој човек може да ја помогне на Македонија како многу други независни интелектуалци кои што се одважиле и се бореле. Тоа е дел од екипата. Одлуките секој ќе бидат донесени заедно со одлуката дали јас ќе водам листа, дали Оливер некаде Спасовски ќе води листа или некој друг. Немаме донесена одлука, шпекулации се сите тие. Заев дека ќе бил може у 6-ка, ја ќе бил у 4-ка, ја у 2-ка, не знам. Секакви се наслушавме овие денови. Вистината е, ја знам, јас ја водам оваа партија. На вистина пред 4-5 ние за ова прашање нема да разговараме. На нас е сега во моментот преважно да мотивираме интелектуалци, индивидуалци, кои што ќе бидат овде на листите, да бидат проткаени стварно мултиетнички. Самите листи, знам дека утре тргнуваат анкети по бошначките села, да видат кој бошњак најдобро стои. Проверуваме од турските села и турските средини во градовите. Навистина, граѓаните турци што мислат, кој најдобро нив ќе ги представа, дали од нашите коалициони партнери, некој независен интелектуалец или слично. Посветивме доволно доста време, и тоа убаво време, да извлечеме максимум во вредноста на кандидатите. Зошто? Заради тоа што едниот основ на оваа коалиција што ја создадовме, се што е лево и центар со граѓаните, парламентот има да блеска во цело негово светло, да биде парламент, каде што граѓаните ќе имат обврска пред, каде што пратениците ќе имат обврска пред граѓаните, а не пред шефот кој што ги поставил. Најавуваме време во кое што ќе имаме една изборна единица во Македонија. Ќе имаме отворени листи после изборите. Законите мора да се сменат. Демократизацијата во Македонија мора да тргне со големи чекори, за да добиеме независни демократски институции, каде што граѓаните ќе бидат конечно владетели на својата земја, а не култови на личности да градиме во 21 век, втора деценија. Тоа време е завршено за Македонија. Ние одговоривме на прашањето на овој второ дел. Значи, Стево Пендаровски... За бранковистите во... за бранковистите. Знаете како е и подсвеста укажува, немам од еден човек мака во партија. Не трошам една секунда на некој си балансирање на работи, групи или слично. Ево Бранко го поканив на Конгрес, дојде човек. Тој е поранешен председател и е пензионер. Но тука е секој пат да помогне. Јас знам дека луѓето блиски до него ги гледам, тука се до мене. Па неговите деца, едното е тука, едното студира надвор, и сум ги видел заедно на шерена револуција на секаде. Неговите роднини се тука. Неговите први соработници, кои јас бев порано. Тука се луѓето. Значи, ако само ги подсетиме граѓаните на сликите од шарена револуција, ќе видат многу први соработници на Бранко Црвенковски, додека тој бил председател. Тоа е најверојатно таборот на ВМРО ДПМН, бранковисти, заевисти, бочковисти, не знам, радисти или не знам какви ги наречуваат. СДСМ е сплотена. СДСМ е единствена. Не може СДСМ да не е сплотена, а да гради единство со граѓаните. Да гради единство со преку 16 партии или слично. Апсолутно јас верувам дека и тие луѓе со своји аспирации ќе бидат вградени, дали на пратенички листи, дали учесници во извршна власт во иднина,
Тие се дел од тимот кој што се борел против овој режим од целото ова минато и ќе учествуваат и ќе добијат шанса да покажат пред граѓаните дека ако се сака, се може. Македонија да биде земја за почит со која што сите ќе се гордееме. Како ќе биде вашиот однос со левица и останатите опозицијски партии од левиот блок на следниве парламентарни избори? Има ли можност за коалиција за заеднички настап на листите? Ние се отворивме према сите партии што се со лева и центар ориентација. Зошто? Заради тоа што и десните партии сами увидоа дека треба да формираат свој блок. Зошто? Заради тоа што... Го објави овие тие денови, да? Гледам работат на тоа и драго ми е да работат. Јас сакам да успеат. Демократски и исправно опозицијата не мора да биде на едно место. Исправно е граѓаните да добијат опција на избор. Дали ќе бидеме на едно место и дали ќе бидеме 2 опозициони блока, 3 опозициони блока или повеќе, сме опозициони блокови. Тие се луѓе опозиционно настроени сите. Целта е да падне режимот и режимот ќе падне. Граѓаните имајќи опција, полесно ќе се тргнат од прангите на контролата на режимот. Кои имат опции. Јас не верувам дека робусно во убедување ВМРО, ДПМН, нивни членови и активисти кои што се разочарани од Груевски од макушката, така лесно ќе гласат за заедно. Но кога ќе имат опции и други знаат каде да го дадат својот глас. А денеска не дозволува да се седе дома. На овие избори, ако седат луѓето дома, тие се соучесници. Треба да си го знаат тоа. Ако ова, кое што не е видено на светско ниво, што се случи во Македонија, апла е, сите знаат. И ќе го преседам дома, па не ме боли моето дете и мојата земја. Има да одлучуваме. Како сакаат граѓаните мора да излезат на изборите и да носат одлуки. Таму тие се конечни владетели на целиот овој процес. Во вакви околности ние самите листи ќе бидат проткаени на вистина од квалитетни кадри кои што ќе испратат сериозна порака дека ова е сериозно што се прави. И има надеж дека на вистина ќе биде подготвено да ги донесе реформите во Македонија. Изминатиот период повеќе пати сте на терен меѓу граѓаните, ги запознавате со проектите кои што велите дека ќе ги реализирате доколку формирате влада после 11 декември, но стигнуваат и низа реакција од ВМРО ДПМН дека се расфрлате со веќе реализирани проекти. Знаете како, јас ќе кажам душички, заради тоа што они користат се дозволиво и недозволиво, се логично и нелогично, за да можат некако да го ублажат тој пораз кој што знаат дека е веќе извесен. И ги разбирам. Океј, ќе се борат луѓето. Нормално ќе се борат. Остана таа пуста врхушка горе, која што прави се и држи во заточеништво еден куп луѓе се уште. Заради тоа што мисли дека на тој начин некако ќе релативизира својата одговорност или ќе се спаси од некаква одговорност. Се залажуваат. Со нивното залажување јас држат во заточеништво и Македонија и нивната партија. Не може политичари кои што воспоставиле режим во државата да има демократска партија, режимот и во нивната партија постојат. Но ние ќе се потрудиме со промените. ВМРО ДПМН ќе оди во опозиција да се реформира, да се демократизира, оти треба да има силна опозиција СДСМ. Ако сака да направи сериозни исчекори и во делот на одговорноста на одлуките кои што ќе следуваат и кои што ќе ги носиме. Во вакви околности, јас само ќе кажам, сето тоа кое што го ветуваме према граѓаните е реално изводливо и возможно во Македонија. Може јас сакам да ветам брда и долгини, но знам што капацитет носи Македонија. Јас знам кој е резервоарот кој што Македонија може да си го приушти и дозволи за да ги решава проблемите на ваков начин на кој што зборуваме. Но истовремено знам дека парите ќе вратиме назад кон граѓаните. Ако граѓаните имаат пари, ќе не ја биде и државата. По сите можни основи. Платата во првите 4 месеци ќе ја дигнеме на минимум, минималната плата од 9.500 на 12.000 денари. До крај на мандат до 16.000 денари. И некој ќе каже, чекаве човек за 12.000, 16.000 збораш. Има луѓе што земат 6, 8, 9, 10.000 плата. Со покачувањето на таа плата, ја отвараме спиралата на качување на сите плати. Тој што земал 30, ќе зема 36, ќе зема 42 поратам и слично. Просечната плата ни е таргет да стигне 30.000 денари или 500 евра. Едно семејство со двајца возрастни, 2 деца или повеќе деца да има просек 1000 евра приход од плата. Дополнително 15% од ДДВ-то ќе го враќаме. Секој граѓанин троши пари. За се што троши плаќа ДДВ.
Ако потрошиме 1000 денари, имаме 180 денари внатре ДДВ. 15% е 28 денари од една сметка. Тоа ДДВ 28 денари го враќаме. ДДВ имаме и за храна, и за сметките дома, ДДВ имаме и за облека, и за училиште за децата, и за водата, и за струјата, и за се. 15% ќе се враќа. Тоа значи просечна една плата ќе влезе повеќе во Македонија. Со таа просечна плата некој ќе си купи детска соба на децата, некој ќе оди на годишен одмор со тие 500 евра, некој ќе си врати кредит, некој ќе си плати кај извршител. Значајни пари се тие. Посиромашните ќе платат помалку. Во делот на јавните давачки и комуналните давачки. Тие што се најзагрозени ќе бидат ослободени од јавните давачки. Мора да направиме механизми преку социјалната распределба и прераспределба преку буџет. Сиромашните луѓе да ги качиме кон средна класа, секако некој мора да плати. Побогатите. Зошто побогатите? Побогатите допираат до сето она што е национално богатство и доход на државата. Побогатите имаат фирми. Тие фирми имаат концесии, минерални суровини, рудни богатства, еден куп работи. И тие го користат тоа што е заедничко наше. И така стекнуваат богат. Тие ќе платат повеќе. Така да, персоналниот данок ќе се намали од 10 на 9% за граѓаните, а за тие што земаат плата над 1000 евра, за тоа што е над 1000 евра, ќе платат 18%. Така да, дај Боже сите да земат над 1000 евра, плата па нека плаќат сите 18%. Нека биде тој таргет во нашето општество. Истовремено, не може граѓанин кој што живее во својот стан и нема ништо друго, има 45 квадрати стан, плаќа исти данок на имот од оној што има 3, 5, 7 стана. Не може така. Секој втор, трет, четврт стан ќе се плаќа дупла данокот на имот, а ќе биде, односно, ќе се плаќа данокот на имот, а тој што живее во станот, 50% ќе биде ослободен. Некој вика, да, дел од тие мерки сега ги има, не се така реализирани. Јас сум градоначалник на Струмици, знам што значи методологијата за данокот на имот. Ќе се намалат за 50% обврските на граѓаните за данокот на имот. Сите овие мерки за кои што зборувам, социјалната помош ќе се зголеми за 60%. Мора да направиме прагот до 12.000 денари да влезе приход во тоа семејство по човек, за да може да има некаква одржливост на неговото семејство. Му дават на наш граѓанин 2.500 денари социјална помош. Што поправо со тие пари да плати? Сметката за струја, телефонот дома, водата или да купи намирници, само леп да купи. За своето семејство не стигаат овие пари. Нема среќа во едно семејство кога 500.000 граѓани се под прагот на сиромаштијата, а 180.000 граѓани живеат со 40 денари на ден. 95.000 граѓани живеат со 22 денари на ден. Тоа е катастрофа. Не може да одат стотици милиони евра во споменици, во музеи, а децата да не живеат под мостови, да просат по улици. Не може, како може да живеат воопшто политичарите? Додека има луѓе што немаат кров над глава. Кога го гледаме тоа детенце таму на тротоарите на раскрсниците, до колите, со солзички полно во очите, моли за парче леп. Не може, тоа нема среќа. Не да биде богат колку сака некој дека биде богат, не може да биде среќа. Мора да изградиме социјална кохезија, праведно општество. Тоа е возможно во Македонија. Ние имаме работлив народ. Имаме одлична географска поставеност. Имаме наши домашни ресурси кои што се наша предност. Кај политичарите е вината. Кај политичарите е вината и тоа мора да го промениме. Имате многу оптимистичен настап, но дури и да решите да ги реализирате сите овие проекти, сепак имаме незапирлив одлив на младо население од државата. Како ќе го запрете овој процес и што ќе покаже пописот кога еве се надевам дека ќе се реализира во догледниот период? Ние го користиме тој податок на Светска банка. Светска банка е релевантна институција. 626.312 граѓани по последните 10 години ја напуштиле Македонија. И тоа коси. Тоа е најголемата бројка. Катастрофа. И не само тоа, кога ќе влезете аналитички внатре, гледате дека околу 500.000 се помлади од 40 години. Тоа е моторната сила за развој на државата, заминала надвор. Моторната сила. Тие се работоспособното наше население, кое што стварајќи за себе ќе ствара и за Македонија. И тоа е најголемиот пораз. Тоа е доказ за политиките на Никола Груевски на крајот на денот. Ако биле добри, тоа нема да се случи. Но вие ќе треба да се справувате со последиците. Не само што ќе го спречиме. Тоа. Ќе кажам со кои мерки, како тоа го замислуваме со се. Не само што ќе го спречиме, ќе се обидеме да ги привлечеме да се вратат назад. Еден дел може да се вратат назад. Заради тоа што душичката им гори по домашното огниште и таму ако имат финанси доволно обезбедено, не им е доволно. Животот не го прават само парите, но го прават и парите. Така да, еден дел од тие наши граѓани
ќе успееме да ги вратиме назад. Но дај прво да го спречиме ова што денеска ни се случува. Како? Младинската гаранција е една од мерките кои што Европа ги употребува во земјите каде што има одлив на млади кадри заминуваат надвор од државата. Млад човек кој ќе заврши високо образование, државата ќе го стипендира ако сака да магистрира или да докторира. Се извинувам. Ако сака да заврши со образованието, државата ќе плати тренинг на тој млад човек 6 месеци за да влезе веднаш на работа. Не да плаќа газдата на некоја фирма. Практично тој ќе се обучи, газдата ќе го види квалитетот и ќе може да го задржи на работа. Првите 6 месеци директно ќе плаќаме пари на приватниот сектор за да ги ловат младите да ги вработуваат. Сето тоа е вградено во младинската гаранција. Преку биди сам свој газда проектот, преку стартап бизнисите, нема да даваме кредити од 3.000 евра. Не. 10.000 евра грантови ќе даваме. Секако мора да има и свое учество на младиот човек, 1.000-2.000 евра, зависи од проектот со кој што ќе конкурира, со така обезбедени 12.000 евра. Тој може да отвори свој собствен бизнис, да стане сам собствен газда, да не бара да влезе во јавна администрација преку партиите, преку вујковци, тетки или не знам што. Не, сами да се впуштат во овој целиот процес кој што денеска го имаме. Директно ќе помогнеме домашните компании. Домашните компании дават плата и отвараат работни места. Не може по 8 по 9 милиони евра да даваме на странски компании, а домашните не добијат ништо. Ова мора да биде подеднакво за сите. Домашните компании директно од буџет ќе ги поддржиме. Некој вика добро, од каде пари за целата оваа работа? 400 милиони евра годишно се крадат во Македонија. 400 милиони евра. Кражба, ако има, директно ќе си носи одговорност секој за пример. Кражбата ќе застане во Македонија. Парите украдени, голем дел ќе се вратат назад во државата. Непродуктивните трошења за глупости ќе престанат. Тоа дополнително генерира сериозен потенцијал. Јас верувам дека ние можеме годишно буквално да враќаме назад кон граѓаните по сите основи кои што ги набројувам, меѓу 400 и 600 милиони евра пари. Сега некој да пушти 40 милиони евра кон граѓаните, веднаш ќе живнат луѓето. Веднаш ќе се врати на смевката. Ќе си плата давачките и се тоа на што го имат како бреме, кое што ги обременува. Мораме граѓаните да ги задржиме овде, пред се финансиски, но и другиот амбиент е важен. 10% тие млади луѓе што заминале, околу 50.000, имале добра плата во Македонија. Биле вработени некаде, но тоа не е доволно. Првата можност да бара правда не може да дојде до правда. Првиот начин слободно да зборува, уплашен е дека некој сопругата ќе му избрака од работа, братучедот ќе го казни во дуќанот или слично. Не е живот вака, под пранги, со закани, од оној кој што го бираме. Власт има да се плаши од народот, а не народот да штрепи од власта на која што е бира на избори и го дава целото ова право. Мора да го создадеме севкупниот амбиент за младиот човек да остане овде и да креира. А сите знаат дека никаде не е како дома. И никаде не е како Македонија. Отидоа многу луѓе во Германија, во Швајцарија, во Италија и во Британија, секаде. Роботски е животот таму. Нема живот, работата и дома е спиењето. Има животот и други сегменти. Овде можеме да го обезбедиме тоа. Јас сум убеден дека со ваквите политики, тоа не е нешто што ние измисливме топла вода, го применува цела Европа, ќе можеме во Македонија да создадеме амбиент каде што младите луѓе ќе останат, овде ќе создават, овде ќе стапуваат во брак, овде ќе ги раѓаат своите деца. А нивните родители ќе се радуваат на внучиња, како што било редот од секогаш. Во вака создадени околности ќе ги примамиме и привлечеме повторно тие што ја напуштиле Македонија да се вратат назад. И тоа е возможна мисија, ќе работиме на таа кауза, тоа ќе се случи само ако навистина има живот во Македонија. Така го измисливме, животот го символизира целото ова, што го кажав со многу реченици наназад во одговор на вашето прашање. За да го заокружиме овој разговор, но и да се доближиме до целата ова смисла на емисијата, како ќе настапува СДСМ на предстојните парламентарни избори, мислејќи на политичката кампања која што ќе се води. Изминатите неколку циклуси алудиравте на позитивна кампања, директен контакт со граѓаните. Овој пат и вашиот конкурент ВМРО ДПМН најавува дека ќе одат буквално од врата на врата, ќе ги презентираат своите политики на граѓаните. Еве вака. Одлуката е комплетно позитивна кампања. Целосно позитивна кампања. Граѓаните очекуваат решенија на проблемот со невработеноста, на нискиот животен стандард, на проблемот со високите трошици на живот,
Да, не проблемот со Нема да се борба против подпирате на бомбите корупцијата. во текот на кампањата? Ќе ви дадам сега одговор на корупцијата, на криминалот, отстранувањето комплетно, на враќање на правната држава, на враќање на демократијата и демократските институции, слободата воопшто во државата и слично. Тоа се нашите комплетни насочености во кампањата. Кога го отворивте емисијата со Слободен Богоевски, знаете каков пенал ми дадовте за бомби? Јас сум Зоран Заев, кој што ги поседуваше сите тие материјали, ги знам сите детали. Можам да зборам, па така пенал ми даде и Богоевски, да се не доврзам, па да кажам уште повеќе. Не. Граѓаните знаат се веќе за Никола Груевски, Сашо Мијалков и бандата околу нив. Се им јасно. Граѓаните чекат решение. Сака да се најдат себе си во тие решенија. Како тој ќе го почувствува тоа што го најавуваат политичарите. И викат, правда, демократија, слобода се подразбира. Има да го завршите, па мајка Јана да е. Мора. Сакам да видам економски решенија. Сакам да видам како јас и моето семејство се наоѓаме во тие решенија. И за тоа зборувам позитивно. Кога поставивте прашањето, ја само подсетив на бомбите, без да навлезам внатре. Слободан Богоевски не кажа нешто ново. Тоа го знаат граѓаните. Го кажа многу прецизно, како искуство низ кое што поминал. Впрочем, бомбите тоа го разобличија комплетно. И знаат сите дека 37 пакети бомби ние објавивме. Таму има се. Само да отворам уста, утре ќе дрми Македонија во тоа. Само да отворам уста. Тоа е причината зашто Груевски бега од дуел. Го повикувам да излезе на дуел. Каде сака, кога сака. Секој пат мора да излезе на дуел. Но бега, знае дека знам се. Знае дека сум добар човек и не допрев до некој работи да ги објавам. Знае, оти го проценил мојот карактер, но знае дека бегање од вистината нема. Се е дадено таму во специјалното јавно обвинителство и секој ќе одговара. Заев се огрешил, има да одговара. Реков 70% таму е опозиција, новинари или се што е надвор од власт. 30% е власт, или 25-6% е власт. Така да секој што се огрешил има да одговара. Законот мора да важи подеднакво за сите. Јас не лечам мој комплекс или суета, некој да оди од него затвор. Што добивам јас од тоа? Но ако не се одговара, секој што ќе дојде после нив, ќе каже овие можеле, па што јас да не можам. Нема иднина Македонија ако нема одговорност. Одговорноста мора секој да си ја носи и како тоа со закон ќе биде утврдено по доказната постапка со самите докази, ќе си носи одговор. Нема докази за одредена работа, била индикација телефонскиот разговор. Немам проблем со тоа. Ако има докази, да се одговара. Не зборам за Груевски само. Зборам и за Заев, за луѓе околу Заев, за луѓе околу Груевски или околу било кој. Политичарите, напротив, треба да бидат пример повеќе, дури од обичните граѓани, во одговорноста пред уставот и пред законите. Господине Заев, ви благодарам за разговорот, за учеството во Визави. Благодарам и на вас на поканата, поздрав до гледачите. Така, и вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Добра ноќ.